Добар ден, криптоентузијасти. Денеска е едно кратко видео, нешто што мораме очигледно да го разјасниме уште еднаш. Гледам дека има доста нови, да речем, членови на каналот и некои работи очигледно не сме ги повториле веќе долго време и да разјасниме во однос на работата на самиот канал. Само на кратко, денеска нема да успеам да направам видео, за жал поради премногу обврски, но видеото за арбитража не е заборавено, ќе го добиете. Од утре, како што веќе ветивме, почнуваме со Altcoin недела. Значи, редоследот на коините ќе го добиете во текот на овој ден, целосниот редослед. Нормално колку од тие коини ќе успееме да сработиме, ќе видите и сами, зависи од како ќе имам време во текот на оваа следна недела. Со тоа што во недела добивате специјално видео, како што веќе напоменавме. Кажавме, ќе разговараме за крајот и распадот на Американската империја во споредба со претходни вакви случаеви од историјата и како моментално нема никаква разлика, само е се тоа во многу позабрзано темпо за разлика од историјата, како и нормално што планирам околу сето тоа да направам за моето портфолио да профитира на долг рок од колапсот на ова, како да ви кажам, нова нацистичка држава во светот, но секој од вас одлучува за себе си. Тоа е она што ние го правиме на каналот, а како вие ќе сватите оваа едукација зависи од вас. Значи, сабота имате прво видео од Altcoin недела и од понеделник понатаму продолжуваме редоследно со коините кои што ќе ги гласавте и изгласавте во кој редослед да бидат работени. Во однос со оние кои што се нови на нашиот канал, нешто мораме да разјасниме. Значи, добивам многу пораки од типот на ќе ти пратиме пари да направиме приватна група, значи тие што плаќаме да добиваме повеќе информации, да ни даваш сигнали. Прво и најбитно, како што кажува и постерот на ова видео, значи мојот канал е направен за оние кои што се растени баш така, со онаа коцка кристал и со леп од вчера, не е пресен, туку од вчера. Значи за тие е направен каналот. Прво тој дел мора да го разјасниме, затоа што многу од луѓето кои што очигледно имаат некој денар плюс, мислат дека ако ми платат, јас ќе направам нешто повеќе за нив, дека не знам, ќе им дадам некоја едукација која што ја крием од останатите, значи вака. Прво, како и сите останати на овој канал, се верувам дека поголемиот дел од вас сте растени како мене. Многу пати сум го кажал, верувам дека повторно ќе го повторам сега, со цел да разјасниме некои работи за оние новите. Значи, каналот не е направен за богаташите од Македонија, прво и јасно, значи тоа веднаш да ви стане јасно. Каналот е направен за сите оние кои што се растени како мене, кои што немале шанса, освен тоа што сами ќе си го направат. Многу од нас таа шанса сме ја добиле многу касно, затоа што требало да поминеме низ сито и решето на овој корумпиран систем во Македонија за конечно нешто да направиме, и тоа најчесто надвор од Македонија. Така, што значи дека ова што моментално го гледате, уште еднаш ќе напоменам, е наменето за македонци и тоа највеќе за оние најсиромашните кои што за жал се принудени на гол опстанок од останатата багра која што ја упропастува државата во која што живееме. Зошто го велам ова? Значи, секој од вас растел исто како мене. Сте гледале како дури низ основно, средно, факултет, било каков тип на едукација, било каков тип на школа која што сте го завршиле, сте виделе како деца на директори, деца на политички лидери се ставаат пред вас, имаат подобри оценки од вас, дури имаат иста оценка и професорите ви кажуваат: добро да и ти имаш петка, ама твојата петка повеќе вреди, се разбираме? Значи, од такви работи, од такви причини овој канал постои, затоа што некој треба да се бори за оние малите, се разбираме? Не е само тоа, значи дали е принципот на барате работа, дали е принципот на се обидувате да се снајдете. Знаете дека секогаш пред вас има некое дете на директор, дете на некоја битна професија како, не знам, адвокат или лекар, дете на партија, така? Значи да се разбереме, оваа едукација е направена за македонската нација. Ако богатите користат од тоа, тоа не значи дека јас ќе им дадам некаква предност. Пораки од типот дечко да ти платам, да ми кажеш, да ме едуцира, не. Значи едукацијата е направена за сите подеднакво, гледате дека напорно работам и никогаш, значи уште еднаш ќе повторам, никогаш овој канал нема да има скриени групи, нема да има групи во кои што плакате некоја премија па јас ве обучувам. Јас ви кажав, значи ова е фичо едукација, имате таму Мерцедес,
Тесла, имате најразлични модели на хоштаплери кои што продаваат некаква си едукација, слободно одете кај нив. Ја верувам дека со задоволство ќе ви ги земат парите. Значи уште еднаш ќе напоменам затоа што ова многу ме иритира. Нема да има тајни групи, нема да има ништо такво. Ако вие мислите дека можете да ми платите и јас ќе ви дадам нешто повеќе од останатите, се лажете, отворено ви кажувам. Значи уште еднаш јас ја правам оваа едукација заради вас. Се разбираме? Заради таквите како вас, кои што не даваат шанса на секојдневниот македонец кој што се труди од петни жили да успее. Мора да оди по странство за да успее. За конечно да биде препознаен неговиот труд, едукација и интелект. Се разбираме? Значи ова ни по точка разно не е направено за мамини, татини синови, кои што имаат некој денар плюс пошто тате им оставил и сега сакаат да бидат фенси, ја у крипто ќе инвестирам. Значи да се разбереме. Ова е технологија, ова е едукација на долг рок, ова е нешто што може да го смени животот на секојдневен човек. Јас знам дека поголемиот дел од вас немаат ни денар во џебот, тоа мене ми е многу јасно. Но едукацијата не кошта ништо. Денарот порано или подоцна ќе дојде во вашиот џеб. Кога ја имате едукацијата и сте финансиски писмени, знаете што да направите со тој денар. Тоа е нешто што на пример мене немало кој да ми го каже, сум морал да го учам на потешкиот начин. Да, дел од оваа едукација сум ја стекнал на факултет, но сите знаете дека факултетите генерално ви даваат едукација која што 10% дали од тоа можете да ја искористите. На крајот од денот сум видел каде се наоѓам во целата оваа ситуација, сум видел што мене ми оди лично и нормално потоа сум се едуцирал сами од себе си. Тоа што сега јас се обидувам да го понудам на македонската нација и на никој друг, никаква друга нација, никаква друга етничка група, никој не ме интересира. Посебно оние кои што се растени со сув леп и коцка кристал што не можеш да го намачкаш и кои што оделе под дожд со скинати патики со кесиња, тие, за нив е каналот. Значи ова е резервирано за нив, се разбираме. Ова не е направено за тати и мама синчиња кои што имаат некој денар. Пак ќе го повторам исто. Ма дали се навредувате, тоа не ме интересира. На крајот од денот ја на никого ништо не должам. Овој канал е направен за едукација на луѓето кои што кога ќе дојде ден да имаат некој денар во џебот. Јас лично се осеќам одговорен да им го дадам она што некој мене не ми го дал. Предност да знаат што да прават со тој 1, 2, 5 илјада денари во својот џеб. Значи, верувате ми, со многу малку може да се направи многу ако знаете што правите во животов и ако знаете кон што се целите. За жал, македонецот секогаш бил притиснат првенствено од сопствените, првенствено пак ќе напоменам од оние накази од луѓе кои што тате и мама ги спремаат да бидат некоја функција, некоја професија, веќе се накалемени, професорите веќе ги усмериле, петките се напишени уште пред да се појават на школа, факултетот е завршен пошто тате платил на факултет. Значи да бидеме јасни, сите знаеме како тоа функционира. Таквите луѓе мене не ме интересираат. Не сте ниту пожелни на каналов, не морате ни да гледате. Уште еднаш ќе кажам, јас не гледам views. Јас не барам спонзори. Мене не ме интересира некој да ми плати. Мене не ми треба пари од македонскиот народ. Тоа е она што е многу битно и треба да го разберете. Многу од луѓето исто така ми искоментираа зошто не сум ги земал парите од донациите. Значи јас, за разлика од останатите, стојам на својот збор. Кога сум ви ветил дека тие пари кои што ги давате ќе бидат донирани во добротворни нации, во добротворни цели, со сигурност тоа ќе го направам. Се разбираме? Исто како и оваа втора тура кој што се негде околу 600 евра моментално собрани на Buy Me a Coffee апликацијата, и тие исто така, ако биде секако што треба, кога ќе се вратам во мај, ќе бидат донирани на истата оваа добротворна организација. Она што сакам да ви го напоменам е дека не можете да ме платите затоа што јас не барам пари од македонската нација. Ни па ќе направам нешто ако вие мислите дека може да ми дадете некој денар плюс, да се разбереме. Мене пари не ми треба ниту од вас, ниту од било кој македонец, но разликата е во тоа што од македонец кој што е растен како мене, јас не би земал пари да ми е последно. А од македонец кој што е растен од тате и мама, ни па на крај памет нема да ми текне да земам пари, ниту пак да обрнам внимание на такви луѓе, да ви биде јасно. Значи, ќе кажам уште еднаш, влакна на јазикот јас немам затоа што сум така растен. Не можете ништо да ми направите затоа што немам ништо на кое што вие може да направите нешто лошо. Се разбираме? Она што го правиме доброволно, мене од тоа не ми зависи животот, мене од тоа не ми зависи бизнисот, јас имам други приходи, така да на крајот од денот, дали овој се допаѓало или не, ама со извинение на посебно женската популација, ич кур не ме боли, се разбираме? Децата кои што се растени и калени во онаа транзиција која што не пораста да растеме со лепи маргарин, тие ми се битни. И верувам дека има многу добар потенцијал да направат нешто со собствениот живот. И верувам дека ова
малку што јас го правам, јас би рекол дека е малку, иако е секојдневна работа. Верувам дека ова ќе им го даде она предност што им е потребна за да може да направат нешто со собствените животи. За нив ме интересира, за никој друг воопште не ми чуе. И она што денеска го напишав, го имав со најдобра намера напишано, но е буквално и целта на овој канал. Значи, во ВМРО, она не зборувам ДПШН, зборувам ВМРО, вистинската револуционерна организација која што се обидувала да ослободи Македонија, Пиринска, Егејска и Вардарска. Тоа не биле терористи, тоа биле учители. Поголемиот дел од војводите биле учители. Биле учители со причина. Тоа биле луѓе кои што се обидувале да го едуцираат народот, се обидувале да го покренат народот на едукационо ниво, да се искачи до момент каде што може да разбере што е тоа слобода. Што може да направи со таа слобода? Како може тоа што е ентитет македонец да го воздигне на сосема друго ниво? Јас не велам дека сум моментално деец на ВМРО. Дејците на ВМРО за жал одамна ги нема. Може би се останат уште неколку индивидуи кои што се обидуваат да сменат нешто, но оние џукели кои што денеска ви се преправаат дека се некоја си политичка партија со цел да го злоупотребат името на таа организација, буквално се комплетно застранети од вистинската цел. Уште јас ќе напоменам. Значи, учителите во ВМРО кои што биле во исто време револуционери, главната цел не им била да ги убијат турците. Главната цел им била да ги описменат македонците, за да знаат за што се борат, за да знаат кон што целат. Повторно, јас можеби нема да предизвикам ништо со се тоа, ја можеби нема ли да направам ништо, се разбираме. На крајот можеби цела тоа едукација ќе биде фрлена во вода, можеби утре некој ќе успее да го избрише каналот. Идејата ми е дека ако барем на 10 македонци кои што се растени како мене, сум им дал шанса да го променат својот живот на подобро, мојата цел со ова што го работам е целосно завршена. Овие 2 години и повеќе со кои што јас постојано зборувам, нели, објавувам едукациони материјали, сето тоа веќе ја завршило својата цел. На крајот од денот нема потреба од лидери во Македонија, има потреба од едукација, има потреба од секојдневниот човек да разбере кој е, колку е моќен и што може да направи со тоа што е македонец и со тоа што е финансиски слободен. Така да уште еднаш, значи такви пораки воопшто не се не обидувајте, значи можам само да ве банирам, ќе ти платам да ми кажеш да направиме скришна група, ти ќе ни даваш сигнали, ќе ве замолам, имате пак ќе кажам, Тесли, Мерцедес, прашајте на каналот, ќе ви кажат кои се тие, они со задоволство ќе ви ги земат парите и слободно пробајте да најдете подобра едукација, а Фичо едукацијата и понатаму продолжува да биде за секојдневниот македонец, за оној кој што на вистина му е потребно. Ви благодарам на поддршката, нашата работа и понатаму продолжува. Ако некого сум изервирал како да ви објаснам, ваш проблем, демократија на нашиот канал нема и нема да има. Така да, ако ви се допаѓа добро, ако не, слободно одете, имате други едукацијни материјали, ако мислите дека може да најдете подобра едукација, повелете слободно, значи, нели, и на крајот од денот, нели, целиот интернет е демократија, така, само што на нашиот канал ја нема. Ви благодарам, се гледаме во следното видео, од утре почнуваме со Altcoin недела, се надевам дека ова разјасни некој работи, посебно за оние татини, мамини, мази и нормално македонец за македонец.